Во финансии додадена е можност за формирање на даночна пријава. Во дополнителни евиденции, во образци, УЈП образци. Се отвора прозор за припрема на даночната пријава. Во левиот горен агол се е листа од даночните пријави. Во долниот лев агол се формулите за пресметка на келиите во зависност од контата, а во десниот дел е самата даночна пријава како би изгледала. Ќе кликнеме нова пријава. Бидејќи број 1 се однесува за прво тромесечие. Ако не се однесува за ако е месечен даночен обврзник, треба рачно да смениме први трети, односно први 31. Следната нова пријава, програмот препознава дека е месечен даночен обврзник, ќе биде од 1.2 до 28.2. Ако првиот ни беше 31.3, следната ќе ни беше од 4 до 6. Во долниот дел се формулите. Формулите, кога ги припремате, треба да имате во предвид дека се однесуваат за целата сметководствена група, а не само за тој даночен обврзник. Пред да ги припремаме формулите, да видиме кои конта се користат. Во аналитики, да видиме, значи 1300, 1301 за излезниот данок по тарифите, 18,5 во ред. Излезниот 2300-2350. Овие се сите по тарифа 1, по тарифа 18. Значи овој даночен обврзник нема 5%. Во ред. Се враќаме во даночната пријава. Значи овде имаме конто. Ќе го избришеме ова. Значи вака. 2300 плюс 23050. Овие конта, овде треба да ставиме букви Д или П, дали се должи или побарува. Д мало значи, односно П мало цела група, а ако сакаме целото конто да го користиме како конто, без подгрупите во него, треба да ставиме П големо. Што тоа значи? Ако кликнеме сега на рефреш, да ги направи математиките, еве, 2300 П, овде имам грешка, 2, 3, 050, рефреш, ева. Значи, 2300 П, 2305 П е 114-139 за првиот период. Да ги видиме контата. 2300 9-ки, аналитики, 300, значи 114-139, еве го. Ова беше големите букви. Ако ги користиме малите букви, можеме вака 2300 2-3 П мало. 2-3 0 П. Ова вака, значи, се што е на 2-3-0 и целата негова подгрупа, П мало значи побарува, а малото значи дека се користи целата подгрупа. Пак е 114 1. Тоа би било вака. 2300 до 2300 9-ки. Еве ги. Овој кумулатив. 114-139. Исто како во припремата на завршната сметка. Со таа разлика што?
П големо се дефинира дека тоа е точната конто. Значи 2300 П побарува, ама конто 2300. Сега, за основиците, бидејќи ретко кој ги води или се водат на деветките, може да користиме формули. Формулите и ставиме вака. 2300 беше 2300 П плюс 2 П 3 0 50 П, а бидејќи основицата е ова поделено со 0,18. Сега во десниот дел ги имаме вредностите во поле 0,1 ја имаме вредност од 114 по математика. Ако имавме овде нешто што не одговара на математиката, ќе се одбележи со боја, чисто да ни предочи дека не е во ред. Ова нема ни да помине во даночната пријава. Во килиите можеме и рачно да внесуваме. Например, основица без ДДВ 100, 5 постае 5. Ако случајно ставивме 105, односно вака 1000 и 50, 500, вака е во ред. Значи можеме и рачно да попълнеме, меѓутоа намерата да користиме контниот план, тоа што е книжено. Кога сме кај формулите, доколку имате проблеми со 0,18, ќе користите варијанта крос 18, мора да дадете точка, бидејќи ова да го смета како бројка, не како конто, по 100 точка. Еви вака е регуларно. Ако одиме рефреш, пак ќе се добијат тие вредности. Ако во полето немаме формула, нема да се прави пресметка. Еве 0,3 имаме формула. Ако овде ставиме некоја вредност и кликнеме на рефреш, наново ќе се пресмета дека е 0. Меѓутоа, ако во поле 0,5 немаме формула, овде нешто ако внесеме на рефреш, нема да се чепка ова поле, бидејќи немаме формула за него, што е внесено, тоа ќе биде. По некои полиња, како што е 17, не можеме ништо да внесуваме, бидејќи е тоа и така е математика од горните, така да само може да кликнеме на, односно автоматски се прави математика. Еве овде ако ставиме 1 денар, овде веднаш се рекалкулира. За полесна манипулација, движење по листата, можеме и така, а можеме и излезни фактури, влезни фактури и завршниот дел. Ајде да видиме за влезниот дел. Тоа се конта, односно еве. Во овој период немаме, а за овој период и 1300. Еве. Значи, ова ни е за излезните фактури. Данокот од излезните фактури. Овде имаме поврат. Ако сакаме да правиме поврат, овде може да штиклираме. Овде не се додава единичка, ова штиклирано, оствари единичката. Во долниот дел имаме две табели. Првата ретко се користи, но ако се користи, автоматски се пополнуваат овие, значи даночен број, фирма, износ на фактурата
горе имаме автоматско кумулирање. За ИПДО, доколку имаме добра материјална евиденција, имаме излез по член 32, со кликнување на овде, автоматски може да не се пополни за тој период со излезните фактури кои ни се по некој ослободување, обично по член 30. Даночните броеви задолжително е да се точни на подносителот и на управителот и со кликнување на XML формираме даночна пријава, односно файл, XML файл, во кој се содржани претходно припремените податци. И овој файл можеме лесно да го аплодираме на веб страната на УЈП.